Проектот за реконструкција и адаптација на објектот Кокиче е во завршна фаза, најави директорката Ивана Николиќ. Во однос на функционирањето на втората смена од септември во градинката Ангел Шајче, директорката појаснува дека условот е да се оформи група од најмалку 10 дечиња. Со голема подршка на општината, на градоначалникот, ние имаме нарачано проект кој што веќе е во завршна фаза, изготвен, и тоа е проектот за реконструкција и адаптација на објектот Кокиче кој што се наоѓа во самиот центар на градот. Таа реконструкција и адаптација не значи само обновување на фасадата или обновување на градинката. Тоа значи максимално искористување на сите можни простори за да можеме да примиме поголем број на деца. Ќе аплицираме на повиците кои што Министерството ги распишува и сите други релевантни фактори, така да се надеваме дека во скоро време ќе добиеме одобрение и за тоа. Еден исто така проект кој што е нарачен, кој што е во фаза на изработка и изготвување е и проширување на тој ист објект, односно физичка доградба на објектот Кокиче од 200 метри квадратни. Со тоа исто така ќе добиеме можност за зголемување на капацитетите, а во следна фаза ќе биде опфатен објектот Славиче кој што се наоѓа кај Зелениот пазар. Ова е така, тргнуваме од објектите кои што се прво изградени објекти на територија на општина Куманово. Кокиче па Славиче и така поред се надеваме дека ќе успееме да ги преадаптираме и реконструираме сите тие објекти, а во меѓувреме исто така ги разгледуваме и сите други можни локации каде што нашите објекти се наоѓаат, онаму каде што има можност да направиме проширување и преадаптација на тие простори. Во склоп на тие реконструкции и преадаптации сакам да информирам и дека во тек е набавка на материјал, односно дидактика за опрема на 2 сетилни соби. Двете сетилни соби се веќе изготвени, направени, само недостасува да се снабдат. Како што реков, набавката е во тек и за 10 дена ќе ги добиеме сите тие потребни дидактички материјали кои што се наменети за работа со деца со пречки во развој. Со ова се надеваме и очекуваме дека ќе биде од голема помош за сите дечиња кои што ја посетуваат нашата градинка, ќе има возможност и на родителите малку храбро и со сигурност да ги оставаат децата, да веруваат и да знаат дека се во вистински раце и дека ги имаат вистинските услови за престој во градинката. Родителите доаѓа на 2 состаноци. Има група на родители кои што меѓу себе си имаат формирана група, тоа е секако за поздравување, затоа што сметам дека е најдобро така да комуницираат и да си ги споделуваат сите тие работи кои што се однесуваат на нивните деца помеѓу себе. Тие најдобро се разбираат меѓу себе. Еден родител кој што работи втора смена, точно ги знае потребите на оној друг родител кој што исто така работи втора смена. Ние имаме втора смена, значи не може да кажеме дека нема затоа што ние на лист хартија имаме. Имаме добиена согласност од Советот на општина Куманово за објектот Синоличка кој што се наоѓа кај градскиот стадион за да работи до 22 часот. Меѓутоа, дечињата кои што се запишуваат во втора смена, за жал најчесто нивните родители имаат потреба да ги носат само покасно, а не и да остануваат дечињата покасно. Така да земањето на дечињата се одвива во рамките на прва смена, а тоа е до 18 часот. И затоа ние не можеме да прикажеме бројка која што значи над 10 деца, прием на 10 деца. Тие можеби да бидат запишани, меѓутоа присутноста и во месеците кога имаме најголемо присуство, тоа се месеците април и мај, ние не сме постигнале поголема бројка од 8 деца. Ние не можеме да имаме формирано група со воспитувач, неговател и сите потребни, нели, кујната да работи, а да има помалку од 10 деца.